Браќи и сестри, значи, како што кажав на почетокот, се наоѓаме на третата средба од овогодинешната пета јубилејна седмица посветена на Светото писмо 2015. Ова трета средба е посветена на оваа тема, како светите книги на Стариот и Новиот Завет ни сведочат да дојдеме до вистинско разбирање за тоа кој е и што е Исус Христос. Можеби на многумина што ја прочитале темата во нашето флаерче, во кое се сместени сите теми и настани во рамките на оваа седмица, кога ќе се прочита оваа тема, си викат, па јас знам кој и што е Исус Христос. Но, браќи и сестри, така ние тоа си мислиме дека имаме некаква представа, некакво сознание за Него, но ако навистина почнеме сериозно да разговараме со човек или со луѓе кои знаат да ни постават прави прашања, тогаш ќе видите, односно ќе видиме колку, особено од аспект на светите книги на Стариот и Новиот Завет, колку тешко ние може да разбереме кој е и што е нашиот Спасител Исус Христос. Сега, целото предавање што е пред вас има за цел, има за цел од светите книги на Стариот Завет, односно од светите книги на Новиот Завет, или како што многумина уште ова наша света книга нарекуваат Библија, целата смисла на ова предавање и на утрешното предавање како од сведоштвото што го имаме од светите книги на Стариот и Новиот Завет да разбереме кој и што е Исус Христос. Всушност, ние и најдиректните сведоштва за Него ги имаме баш од Светото писмо. Имаме, особено за Христос, имаме и историски сведоштва, надвор од Светото писмо, но сведоштва кои на вистински начин ни објаснуваат и не воведуваат во суштината на темата да разбереме кој е и што е Исус Христос, тоа можеме да го разбереме само ако навлеземе длабоко во содржината на Светото писмо. Сега, некој ќе каже, добро, во Новиот Завет имаме многу сведоштва за Христос, а каде? Во Стариот Завет имаме сведоштва за Христос. Сигурно некој тоа прашање си го постави и ако сериозно го читаме Светото писмо, ќе разбереме дека доаѓањето на Спасителот, доаѓањето на Христос како Спасител, како наш искупител, како наш ослободител од оваа отпадната состојба на постоење е предскажано или подготвувано во периодот на Стариот Завет, односно од периодот на нашите прародители пред нивната состојба да отпаднат во рајот, по отпаднатата состојба во рајот, односно во таа состојба по отпаднатата состојба, односно во животот во грев и целиот тој период од Адам и Ева преку Ное, пророците и така натаму се до последниот пророк Малахија и последниот пророк кој е мост на еден начин спој меѓу Стариот и Новиот Завет, тоа е Свети Јован Крстителот. Сега од почеток ќе видиме како во Стариот Завет ни се предвестува преку пророците доаѓањето на Месијата, односно на Спасителот, и како во Стариот Завет се формира ликот, односно препознатливоста на Спасителот, за да кога ќе дојде Спасителот во историјата на овој ваков свет, сите пророштва кои се за него кажани во Стариот Завет се исполнат на него. Сега одиме со првото нешто кое би сакал да го прочитаме заедно. Ова што е овде на овој екран, овој цитат е земан од првата книга на пророкот Мојсей. Од првата книга на пророкот Мојсей. Пророкот Мојсей има напишано 5 книги, или Мојсеевото петокнижие, и тие 5 книги се на почетокот на Светото писмо.
Секој кој започнува да го чита своето писмо, читајќи ги 5 книги Мојсееви, и многу често многумина и ја губат волјата од читање на своето писмо, затоа што навистина се тешки тие книги за читање и за разбирање. Па сега, еве јас ќе се потрудам малку да ви помогнам да разберете едно нешто што е напишано, вдахновено од самиот наш Творец, а запишено од светиот пророк Мојсеј. Сега, пред да проговориме за овој цитат од првата книга Мојсеева, би сакал малце да проговорам за пророкот Мојсеј. Видете, сите автори на пророчките книги од Стариот Завет не се некакви легенди, не се некакви човечки измислици или философски системи тамо на некои луѓе, па потоа само именувани со некои имиња. Значи, сите автори на книгите на Стариот Завет и на книгите на Новиот Завет се историски личности. Историски личности кои се потврдени и со библиската историја, и со надворешната историја или светската историја. И сега кога говориме за пророкот Мојсеј или на еврејски е Моше, и сега внимавајте, многу интересно неговото име, на египетски, затоа што првин тоа име он го добил од египетската принцеза која го пронесла пророкот Мојсеј во кошничка, и според некои луѓе кои се занимаваат со лингвистика, Моше наликува на египетското син, тоа би значило, но на иврит, односно на еврејскиот, староеврејскиот јазик, Моше значи пронајден во вода. Значи, и самата сестра на Мојсе или Моше, самата таа гледала како оваа принцеза египетска го пронаоѓа незиниот брат, кој бил пуштен од неговата мајка во водите, затоа што тогашниот египетски фараон сакал да ги убие сите првородени од родот еврејски. И сега, многу интересно, сакам ова да го следите. Потеклото на Мојсеј, значи нешто што го читаме во Светото писмо на Стариот Завет, таа генеалогија, тука многумина дигаат раце, се предаваат, викаат овој се родил од овој, овој од овој, овој од овој, многу од тие имиња не ви се јасни. И што е смислата на сето тоа? Смислата на сето тоа е ова што го говорам во овој момент. Значи, сите личности од Стариот Завет се историски личности и историски докажани. Докажано е нивното постоење, исто така како што е покажано и докажано авторитетот на книгите што тие ги имаат напишано. И внимавајте сега, потеклото на Мојсеј од Сим, еден од синовите на Ное, тоа е, оттамо се семитите. Ное има 3 сина, Сим, Хам и Јафет. И сега, семитските народи, евреите и арапските народи, или така да речените семитски народи, се од синот на Ное, кој се викал Сим. Предходникот на Мојсеј, на генеалогијата на Мојсеј, потекнува од Сим. Па потоа Арфаксад, Сала, Евер. Евер е прататкото на евреите. Оттамо евреи. Од Евер, па Фалек, Рагав, Серух, Нахор, Тара, Авраам, Исак, Јаков, Леви, Ката, Амрам, Јошабет, тоа се родителите на Мојсеј, и Мојсеј со неговиот брат Арон и сестра му Миријам. Е сега, многу интересно да имате и историско сведоштво. Книгата, првата книга на пророкот Мојсеј, има многу предпоставки плюс-минус кога била напишана, но едно најточните проучувања и така, согледувања кога би можела да биде напишана првата книга на пророкот Мојсеј, значи таа е напишана 1513 пред доаѓањето на Спасителот, пред Христос. Е сега внимавајте, 1500 години пред Христос, 1500 години пред Христос, пророкот Мојсеј, повикан од самиот Творец, вдахновен и воден од самиот Творец преко неговиот дух, ја добива оваа информација од самиот Творец. И оваа информација ја запишува во својата прва книга. Таа информација гласи вака.
Потоа рече Бог да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме ние, кој ќе биде господар на рибите морски и над птиците небески и над зверовите на целата земја, на сите гадинки што се движат по земјата. Видите, зошто за нас, христијаните, е битен овој цитат? Односно, ово откровение што Мојсе го примил од Бог, од Творецот. Затоа што уште во првата книга Мојсеева, Бог за себе вели дека е ние, внимавајте, да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме ние. Значи, Елохим плюс тоа значи плурал. Говоревме, особено на тие што доаѓаат на оведниот курс, говоревме за етимологијата, значењето на зборот Елохим. И сега внимавајте, Бог говори во множина. Бог е еден, Бог е единствен, а говори за себе во множина, за себе. И сега, толкувачите на Стариот Завет, толкувачите на ова прва книга Мојсеева и на овој цитат, односно на ова откровение Божјо, ни говорат дека Бог тука говори за својот внатрешен живот. За својот внатрешен живот. Дека Бог е Отец Небесен, кој има свој единороден син или своето слово, својот збор и Дух Свети. Односно, светите оци на црквата, ова ние го нарекуваат предвечниот совет на троединиот Бог, во кој троединиот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, се советуваат за создавањето на човекот. Внимавајте, за создавањето на човекот. И затоа, ако го читаме ние внимателно Светото писмо на Стариот Завет, особено првата книга Мојсеева и првите глави од првата книга Мојсеева, кај што се опишува создавањето на светот. Тамо единствено е кажано, Бог рече и бидна, Бог рече и бидна. И сега кога доаѓа создавањето на човекот, како богослично битие, внимавајте, човекот како богослично битие, Бог на Мојсе преку Светиот Дух му го дава ова откровение, затоа што Мојсе ова не можел да го знае со својот ум. Како ние може да знаеме што правил вечниот во вечноста? Не разбирате? Ние многу малку знаеме што правиме ние во времето, а камоли да знаеме што правил вечниот во вечноста. Затоа што Бог е надвремено битие, надпросторно битие. И тоа надвремено, надпросторно битие, вечно постоечкото битие, му открива на пророкот Мојсе преку својот дух, му дава информација за тоа што Бог правил пред да го создаде човекот. И еве, се случува по Божјо сведоштво тој предвечен совет на троединиот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, и Отецот, Синот и Светиот Дух во тој предвечен совет се советуваат за создавањето на битие кое ќе биде нему слично. Зошто нему слично битие? Затоа што за разлика од се што постои во овој свет, само човекот е личност и само човекот има свесност за себе дека е, има свесност за себе како битие, има свесност за слобода на избор, за разлика од се друго што постои во овој свет. И само човекот е повикан од Бог за вечно постоење. И затоа за нас овој цитат е многу битен, од многу аспекти, но особено е многу битен во тој контекст што ние знаеме дека оној кој дојде во овој свет како спасител на светот, во вечноста постои заедно со Отецот и Светиот Дух. Многумина нашиот спасител Исус Христос го дефинираат и го разбираат како мудар човек. Многу битна историска личност. Некои муслиманите го нарекуваат дека е пророк, евреите, некои од евреите тотално го негираат. Не неговото постоење. Туку го нарекуваат лажен пророк и така натаму. Се зависи од многу аспекти. Исто мора да го знаеме и ова, дека апостолите што го прифатија Јешуа како Месија, бе евреи. Значи, еден добар дел од старозаветниот народ Божи, кој сериозно ја втемелува својата вера на Божјото откровение, тој дел од народот Божи, од старозаветниот народ Божи, од еврејскиот народ го препозна ветениот Месија, спасител во ликот на Исус од Назарет. Сега, како заклучок, овој стих за нас е многу битен, за да го знаеме
тој битен суштински момент дека нашиот Спасител има своја предегзистенција, предпостоење, вечно постоење, заедно со неговиот Отец и Светиот Дух во вечноста. Отецот наш небесен во вечноста е секогаш заедно со неговото Слово, со неговиот збор, со неговиот единороден Син и Светиот Дух. Одиме понатаму. Ова е нешто за тоа кој е Исус Христос, што ни е засведочено во самиот почеток на Евангелието според Јован Богослов. Сите кога го читаме сега Новиот Завет, па особено кога ќе дојдеме до таа книга на Свети Јован Богослов, тоа е 4-то Евангелие, ги читаме овие нешта. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што стана или што стана. Во Него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнина свети, мракот не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован пратен од Бога, тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина која го просветува секој човек што доаѓа во светот. Во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што верува во неговото име, им даде можност да станат синови Божи, кои не од крв, ни од поход машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина, и ние видовме неговата слава како слава на единороденот Отецот. Сега, внимавајте сега. 1500 години пред Христовото доаѓање, пред воплотувањето на Логосот, на Словото Божјо, пророкот Моисија имал таа информација за тоа кој е Логосот Божи. Потоа, внимавајте, 90-тите години Јован Богослов своето Евангелие го пишува 90-тите години по Христос. Значи, тоа што го напишал пророкот Моисеј, исто во силата на Светиот Дух го објаснува Јован Богослов. Тоа објаснува кој е тој што дошол во овој свет. Односно го објаснува потеклото на нашиот Спасител. Ни објаснува што е тој. И затоа вели вака, тоа се многу познати зборови, нема христијани што не ги познава, во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Значи, внимавајте, ако пророкот Моисеј ни сведочеше за тој предвечен совет на троединиот Бог, сега, Јован Богослов ни говори дека една божествена личност од троединиот Бог, Словото Божјо или Зборот Божји, Логосот Божји, единородниот Син Божји, кој е почеток на се, во почетокот беше Словото, кој е почеток на се, затоа што се преку него е создадено. Внимавајте, се стана преку него, затоа што Отецот Небесен создава преку своето Слово во силата на Светиот Дух. Сега ова е многу широка тема и ќе треба многу објаснување, но ќе застанеме само на ова. Отецот Небесен, кој е иницијатор на се што постои, тој создава преку Логосот, преку зборот во силата на Светиот Дух. И затоа Јован Богослов го напишал ова. Во почетокот беше Словото. Во почетокот на се што постои, во сите димензии на постоењето, се што постои своја смисла, своја програма, своје осмислување добива од зборот Божи, од Словото, Логосот Божи. И Словото беше во Бога, единородниот Син Божи, зборот Божи, Словото Божјо беше во Бога, односно беше со Отецот и Светиот Дух, и Бог беше Словото. И самото Слово е Бог, затоа што самото Слово, самиот единороден Син Божи има истата божествена природа како неговиот Отец и Свет Дух. Разбирате? И тука се открива таа тајна на троединиот Бог. Три личности кои имат една божествена природа, но три личности. Отец кој има свој Син и Дух Свети. И сега, Јован Богослов, имавате колку едноставно тоа е напишано, но многу тешко се разбира. Но внимавајте на неговата едноставност. Видите, човек кој ги познава работите, човек кој знае, тој е едноставен. Човек кој не знае, тој философира, тој бара решение. А човек кој знае, тој веднаш ќе ти каже информацијата.
И таа информација може да ти биде преедноставна. Ама тоа е тоа, вистината е таква. И Јован Богослов, видите, колку едноставно ова го напиша. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и беше Словото, тоа во почетокот беше во Бога, се стана преку Него и без Него ништо не стана што стана. Потоа, тој на еден маестрален начин говори за целата таа историја, за тоа како Јован Крстителот го подготвил еврејскиот народ за доаѓањето на Спасителот, за доаѓањето на Месијата, но еврејскиот народ во најголем процент не го прими. Зошто не го прими? Секи ви кажам, многу едноставно, тоа што го говоревме вчера. Вчера говоревме, имавме нели трибина, зошто ние како ученици Христови, како црква, доволно не ја сведочиме Христовата вистина во ова наша Македонија и во ова вакво наше време во кое ние живееме. Сега се надевам дека убаво следете вчера како се развиваше разговорот, се кажа многу убави нешта. Но дали приметивте? Дали приметивте дека малкумина од нас говореа од аспект на Светото Писмо? Малкумина. Малкумина нештата, односно проблемите и искушенијата со кои се соочуваме, ги гледаат низ библиска перспектива. Што Бог кажал за тоа? И како некој проблем треба да решиме? И затоа многу често ние не можеме да решиме многу проблеми. Знаете зошто? Затоа што сакаме да ги решаваме по свое, а не според тоа како Бог ни благословил да ги поставиме работите. И исто така, браќа и сестри, се случило и со еврејскиот народ. Тие поминале многу робства, на крај римското робство, римјаните владеле со нив, и тие од генерација на генерација го напуштале Божјото Слово. Го напуштале пророштвото на пророците за доаѓањето на Месијата и почнале да се создаваат своја теорија за тоа како ќе изгледа нивниот Месија. И затоа почнале да се создаваат теорија дека нивниот Месија, Мешија, треба да биде цар кој ќе ги ослободи од римското робство и ќе ги направи господари на целиот свет. Па такво нешто, браќа и сестри, пророштво од Стариот Завет нема. Но едно е што Бог промислува, а друго е што луѓето сакаат. И сега, најчесто ние луѓето си одиме по своите желби и затоа кога се соочиме со вистината, ние вистината не ја препознаваме. И затоа многу од еврејскиот народ не го препознаа Месијата, што го очекуваа со генерации во ликот на Исус од Назарет. И затоа Јован Богослов пишува: дојде при своите и своите не го примија. Но внимавајте, а на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде можност да станат синови Божји, кои не од крв, ни од поход машка, а од Бога се родија. Ова е многу битна работа. Значи, секој оној што однатре ќе стекне доверба и сознание дека Логосот Божји станал човек и дека светлината на постоењето, вистината на постоењето дојде во овој свет, ако ние се отвориме со доверба, со љубов за таа вистина нас не преобразува и духовно не раѓа. Духовно во нас го потикнува нашиот вистински идентитет, нашата вистинска личност. И затоа тука Јован Богослов го говори ова, кои не од крв ни од поход машка се родија. Значи не говори за биолошко раѓање, туку за едно духовно раѓање, за внатрешно будење, освестување и формирање на нашата вистинска личност, која се формира единствено ако имаме вистински однос кон оној што не создал. Затоа што внимавајте, Логосот Божји е нашиот создател, нашиот осмислител. И кога ние ќе станеме свесни за својата осмисленост од осмислителот, осмислата, ние стануваме свесни за своето постоење. Разбирате? Многу луѓе денеска немаат сознание зошто се. И затоа духовно не се родени, немаат смисла на своето постоење, немаат насока. Но кога однатре ќе се осознае осмислителот, Логосот кој ни дал смисла, и кога ќе се отвориме за него, тогаш внатре во нас се случува чудна преобразба, чудно будење на нашата личност. Ние стануваме личности во вистинска смисла на зборот, затоа што ја знаеме смислата на нашето постоење, ја знаеме нашата насока, нашата цел. Разбираме кој е смислодарителот на нашето постоење и разбираме дека ние не сме прашинка или безсмисленост или нешто што онака случајно постои во овој свети век. Туку разбираме дека овој свети век има свој творец, има свој смислодарител, има некој што се грижи за секој од нас. И тоа не е мала работа. И затоа, вели Јован Богослов,
кој не од крв, не од поход машка, а од Бога се родија, мислејќи за тоа духовно будење, формирање на нашиот вистински идентитет и тоа идентитет повикан од Бога за вечност. И потоа внимавајте како завршува Јован Богослов. И Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина и ние видовме неговата слава, слава како на единороденот Отецот. Тука се кажува. Кој ќе ги разбере овие две нешта, оној првиот цитат и овој втор цитат, ќе разбере всушност кој бил во овој свет. Значи, не им било лесно, јас многу често го говорам тоа на предавањата, не им било лесно на евреите во времето на Јешуа, во времето на Исус, да разбере дека тој што стои пред нив е совечниот син, Логос Божи кој станал човек, кој преку Дева Марија Светиот Дух ја прими својата човечка природа и влезе во овој свет и стана како еден од тие луѓе таму. Не е лесно. Но, видете, со векови Бог го подготвуваше доаѓањето на Месијата. И сите пророштва од Стариот Завет се исполнуваат до точка што се вика до јота во ликот на Исус од Назарет. И сега, оние кои сериозно го читат Новиот Завет, во Новиот Завет често најдуваат на едно именување на Месијата, кое не може да си го објаснат. Често Исус за себе вели синот човечки. Читате Нов Завет, често Исус за себе вели син човечки. И сега, најчесто, ние одиме по некаква аналогија. Он е син Божи во вечноста, он е заедно со Отецот и Светиот Дух во вечноста, да, и кога се исполнило времето за доаѓањето на Спасителот, преку Светиот Дух и Дева Марија, тој вечниот Логосот Божи станува, ја прима човечката природа и станува човек, и сега тоа значи син човечки. Некои така го толкуваат, ама тоа не е точно толкување. Иако не е ни грешно. Да, тоа е во исто време и Бог и човек, и син Божи и син човечки, ама точното разбирање на ова син човечки е следното. Ова е напишано од пророкот Даниел 624 години пред Христос. Внимавајте, книгата на пророкот Даниил кај нас, тоа е грчка транскрипција, но неговото еврејско име е Даниел, Ел, пошто на крај завршува Ел, значи Бог, Бог е мој судија, тоа значи, иако мора да се признае, вака оние кои посериозно завлегуваат во, како да кажам, во содржината на своите книги на Стариот Завет, ова книга од пророкот Даниил не влегува во кодексот на старозаветните книги кај евреите, во пророчки книги, туку во поучни книги. Затоа што тие пророкот, така евреите тоа го имале класификувано, дека на пророкот Даниил Бог директно не му се открил како на другите пророци, туку му говорил преку ангел, индиректно. И затоа неговата книга, која има навистина сериозни пророштва и за првото и за второто доаѓање на Месијата, и тие имаат ставено во редот на поучни книги. Во Септуагинтата, во преводот на 70-торицата, оваа книга е ставена во рамките на пророчките книги, особено затоа што пророкот Даниил, како што реков пред малку, дава многу директни пророштва за првото Христово доаѓање и за второто Христово доаѓање. Се разбери многу нешто во неговата книга и таа е навистина поучна. Која читал книгата на пророкот Даниил, таму има многу нешто кој што може да се научат и многу нешта може да разбере човек за тајната на постоењето, за тајната на ова наша екзистенција во овој ваков свет, но пред сејнат се таа пророчка книга со директни укажувања за Месијата. Сега, овој цитат е директно пророчко сведоштво. Вака напишал пророкот Даниил: видов во ноќните виденија, а тоа на небесните облаци, како да идеше синот човечки. Дојде до старецот, до вечниот и застана пред него. И внимавајте што пишува пророкот Даниил. И нему му се даде власт, слава и царство, за да му служат сите народи, племиња и јазици.
владението негово е владение вечно, кое нема да измине и царството негово нема да се разруши. Кој е директно пророштво? Значи, тој во видение, во визија го гледал Месијата, го гледал Јешуа, синот човечки. Тој така напишал за Месијата. Го гледа синот човечки како застанува пред вечниот. Има во различити текстови на Светото писмо на Стариот Завет, негде е преведено со старец, негде со вечниот, ама тоа е синоним. Сака да каже дека пророкот Даниел го видел ликот на Месијата пред ликот на вечниот, на нашиот Отец Небесен. Тоа го видел пророкот Даниел. И внимавајте, не само што тоа го видел, туку разбрал што овој син човечки ќе донесе во овој свет. И нему му се даде власт, слава и царство, за да му служат сите народи. Внимавајте. Со доаѓањето на Месијата, со доаѓањето на Спасителот, сите народи се повикани кон преобразен живот, кон спасен живот, кон живот ослободен од сатонското робство, од злото, гревот, духовната и биолошката смрт. Ме разбирате? Затоа и доаѓа Месијата во овој свет. И сега, кај сите народи ќе се сведочи вистината за спасението, ќе се сведочи Евангелието, радосната вест. Кај сите народи, племиња и јазици, неговото владение е вечно владение, кое нема да измени, царството негово нема да се разруши. Внимавајте сега, како отците на црквата ова го објаснуваат. Христос, кога ја започна својата спасителна мисија во овој свет, тој ја започна со следните зборови. Покајте се затоа што се приближи Царството Божјо. Се приближи таа совршена состојба на постоење од која отпаднавте, вели Христос. Јас сум тука да ве воведам во таа совршена состојба на постоење од која отпаднавте, поради злото и поради гревот. И сега сите оние, од сите народи, племиња и јазици, што ќе го прифатат Месијата, Исус како спасител, како свој искупител, како свој осмислител, како своја светлина, како патот кон вечно постоење. Таквите луѓе во овој свет го градат Царството Божјо или ја градат таа вечна состојба на постоење во која ќе бидат воведени по денот на воскресението и страшниот суд. Затоа што Христос, Месијата, како што е пророкувано, еднаш дојде како Месија кој страда, а на крајот на овој свет ќе дојде како Месија кој е прославен да им суди на сите народи, и на живите и на мртвите. Значи, еднаш Месијата, Спасителот, Христос доаѓа како искупител, како спасител, а на крајот на овој свет како судија. И сите оние што се подготувале за неговото царство, за таа совршена состојба на постоење, за која сме создадени од Творецот, тие луѓе ќе го наследат тоа царство или таа совршена состојба на постоење, и таа совршена состојба на постоење никој не може да ви одземе. Имате гарант, ме разбирате? Тоа го напишал пророкот Даниел, тоа видение го видел пророкот Даниел и навистина, тоа го напишал 624 години пред Христа и навистина кога доаѓа Христос, како започнува? Се раѓа во Витлеем, живее во Галилеја и триумфот на неговата мисија е раснување на крст. Тој воскреснува и се јавува на еден мал круг на своји ученици. Во однос на логиката на овој свет, како сега може сега тие 12 ученици, еден отпаднал, го предал и тие 70 други, тие што биле жени со него, како сега ова мала заедница околу воскреснатиот Исус ќе може да преобрази толку народи и племиња, јазици, ме разбирате? За многумина било тоа нејасно. Но ова пророштво се исполнило на пророкот Даниел. По денот на Педесетница, кога апостолите примат силата на Светиот Дух, во силата на Светиот Дух, вистината за Месијата, вистината за Спасителот оди кај сите народи. И гледате, сега нема народ, нема племе, нема јазик на планетата Земја кој не е осведочено дека Исус е Месија, Спасителот на светот. И ова пророштво, особено за нас. Ајде, тие што живееле во првите 10 години
од христијанството или у првиот век на христијанството, може и се сомневале за ова. Но после 20 века христијанство, ние гледаме како ова пророштво се исполнило. Сега, не случајно го земав овој цитат од Новиот Завет. Пред Христос да биде распнат, првосвештениците го повикуваат на суд. Чекај сега, кој си бе ти? Баш во таа смисла. Што тие гледале дека многу нешта се исполнувале од пророштвата на Стариот Завет. Но внимавајте, суетата човечка е страшна, а властолюбието е неискажлива демонска стапица. Тие не сакале од власта своја да се откажат. И сега, кога, како што сведочи апостолот Матеј во своето Евангелие, еве да ги цитирам буквално неговите зборови, и како застана пред првосвештеникот му рече, како само ништо ли не одговараш, што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше. А првосвештеникот му рече, те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш, ти ли си Месија? Мешија, затоа што евреите под Месија ќе објаснам потоа што значи тоа. Под Месија подразбират многу нешта. Месија значи помазаник или овластен. Овластен. Значи помазан со свето миро, со свет еле. Во Стариот Завет се помазувале пророците, свештениците, а потоа и царевите. И сега сите они на еден начин биле месии, помазаници или овластени да говорат во името на Севишниот, во името на Јахве. Но внимавајте, сепак они знаеле дека кога ќе дојде Месијата, во полнотата на смислата на зборот, тој ќе биде овластен да говори со најголем авторитет од името на Небесниот Отец, од името на Јахве и да биде спасител на целото човештво. И затоа му вели, ти ли си Месијата, Христос, Синот Божи? А внимавајте што му одговара Исус. Ако не ја знаете книгата на пророкот Даниил, вие не може да разберете што Христос им кажал. Христос го цитира пророкот Даниил. Исус му одговори, ти рече, ви велам пак, од сега ќе го гледате Синот човечки како седи одесно на силата и како доаѓа по небеските облаци. Синот човечки. Како седи одесно на силата, односно на одесно на вечниот, одесно на небесниот Отец и така натаму. Само се повикува на пророкот Даниил и го користи овој истиот термин што го користи и пророкот Даниил за Месијата, Синот човечки. И сега првосвештеникот во тој момент што треба да реагира? По логиката, ако бил навистина оној што го очекувал Месијата, пошто се поклопило. Тоа што треба да го признае Јешуа за Месија. Но за жал, ви велам, власта, страста за владење, страста за моќ и страста да го глумиме Бог и ние себе си да се доживуваме како овластеници Божи е голема кај огревовениот човек. И огревовениот човек тешко ја наведнува својата глава и ја прифаќа вистината за Бог таква како што таа е всушност. И сега ви говорев дека во Стариот Завет имаме слика за Месијата од пророците кои ја добиле таа информација од Бога, вдахновени од Светиот Дух, за Месијата кој ќе страда, кој ќе биде страдалник. И еве што пишува пророкот Исаија за Месијата. Тој беше презрен и отврлен помеѓу луѓето, човек на болки и свикната страдања, а ние го одвраќавме од него лицето свое. Внимавајте. Како директно сведоштво. Тој беше презиран и ние за ништо не го сметавме. Но тој ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости. А ние мисливме дека тој беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога. А тој беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преко неговите рани ние се излекувавме. Имавајте, директно сведоштво. Има и многу други, просто треба многу време за сето ова. Го имате 21-иот псалм кај пророкот и крал Давид. Во тој псалм, тој или лама саватани, Боже мој, зашто ме остави? Всушност, тој така почнува со тој псалм
почнува Христос, нели кога тој псалм го почнува Христос на крстот и многумина вика, добро вика, што сега Христос вика, Боже мој, зошто ме остави? Во која смисла и си прават своје толкување? Нема своји толкувања, луѓе Божи, во Божјото откровение се е споено. Бог знаел како ќе оди историјата на светот. Односно, неговата промисла за спасението на човештвото. Видите, тоа што го напишал пророкот Исаија, вдахновено Светиот Дух, тој буквално ја напишал целата карактеристика на луѓето што биле околу Месијата. Па тие го презирале него. Па внимавајте, исто тоа се случува и денес. Вистинскиот Исус и вистинското христијанство и ден денеска овој огревовен свет и ова огревовено човештво не го прима. Ние сакаме некако свој Исус, некакво своје христијанство, но тоа вистинското, автентичното, од Бога откроеното, многу тешко. Потоа внимавајте, пророкот Исаија 740 години пред доаѓањето на Спасителот, и сега ова го врзувам што го пишува пророкот Исаија или кралот Давид и Даниел и останатите пророци. Ова го поврзувам со оние зборови кои Христос ги кажал на патот кон Емаус со Лука и Клеопа. Знаете, во Евангелието според Лука ја имаме таа сцена во неговото Евангелие кога воскреснатиот Исус оди со нив двајцата. И кога им говори, видите што им кажува Христос: о безумни и тврди по срце, о безумни, о вие што не сакате со умот свој да го користите, и тврди по срце, горди, надмени, себелюбиви, да верувате во се што рекле пророците. Внимавајте. Императив, да верувате во се што рекле пророците. Што се вие теологија ќе ми кажувате своја приказки тука? Пророците кажаа за мене. Просто, јасно, едноставно. Сега, може би така звучи едноставно, ама тешко е човековиот ум цело тоа да се смести, но тоа е тоа. Ама кога ќе се пристапи со вера, со смирение, нештата стануваат јасни. И потоа им вели Христос: не требаше ли така да пострада Месијата Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсија и од сите пророци им зборуваше што е кажано за него во целото писмо, односно во целиот Стар Завет. И не случајно Христос им вели на евреите: вие мислите дека преку писмото, преку вашите свети книги ќе добиете живот вечен? Не, вели тој. Па тоа сведочи за мене, вели Христос. Тоа сведочи дека јас сум тој што дава вечен живот, а не книгата. Одиме понатаму. Уште едно пророштво од пророкот Исаија и поврзано со Новиот Завет. Ова ви е многу познато сигурно. Духот на Господ Бог е врз мене. Зашто Господ ме помаза. Тоа е тој битен момент, Мешија, помазаник. Ме овласти. Значи, ми даде власт. Видите, не може секој да биде Месија. Имало разни лажни месии, разни лажни учители и така натаму. Не може секој да биде спасител на светот. Еден е спасителот на светот. И сите пророштва од Стариот Завет, се што е кажано од пророците од Стариот Завет се исполнува на Исус од Назарет. И особено ви велам, од таа дистанција од 2000 години ние гледаме како сепа се исполнува и во новозаветниот период, по неговото доаѓање и така натаму. Вели Христос: Духот на Господ Бог е врз мене, зашто Господ ме помаза да им благовестувам на сиромашите, ми испрати да лекувам скрушени по срца, да им проповедам на заробените и на затворениците отварање на темницата. Ова многу сериозно треба. Секој збор тука треба да се толкува во едно духовно значење, но тоа ќе го направиме во некој по-експертско собрание и собирање, кога ќе говориме збор по збор. Сега внимавајте, истото тоа пророштво е запишано во Евангелието според Лука во еден конкретен настан. И дојде Исус во Назарет, каде што беше одраснал, и по обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата и стана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија. И тој што ми ја отвори, го најде местото каде што беше напишано. Пророштвото. Го прочита пред малку, потоа внимавајте.
Потоа тој ја затвори книгата, му ја даде на прислужникот, седна и очите на сите во синагогата беа вперени во него и почна да им говори: денес се исполни ова писмо што го чувте. Видете? Во тој момент, тие што биле тамо, има два начини како да реагираат. Или го, ова е луд, ова не знам, нешто има проблеми, или е тој. И всушност, и ние денес, кога говориме дека Исус од Назарет е Месијата, спасителот на светот, многумина викат: зар може ли од еден човек, ајде нека биде само човек, да зависи смислата на целото човештво? Од еден човек. А јас им одговорам со контрапрашање. Дали кога се возите во авион, вашиот живот не зависи од еден човек? А дали кога се возите во автобус, или во воз, или во брод, или, еве, ние денеска мислиме дека сме кузна и колку моќни. Говорам за хоризонталниот аспект на човековата историја. Вие можете ли да бидете свесни дека, еве, моменталната историја на човештвото се наоѓа во рацете на неколкумина луѓе? Замислете, Русија и Америка да започнат војна нуклеарна. Што ќе се случи? Еве, бегалците поминуваат по нашите пруги и патишта, еве сега и молеснија малку. Па тие луѓе можеби пред 5 години не ни помислувале дека тоа ќе им се случи. Ама некој одлучил тоа да им се случи. Некои политички моќници одлучиле тоа да им се случи. Сега, што сакам да кажам? Како што во овој свет ние зависиме од овој или од оној, слава му на Бога, што и овој свет, и целото човештво, и нашата вечност зависи од него. Ме разбирате? Зависи од него. Еве, до сега ви говорев за тоа. Што е тој? Дека тој е единородниот Син Божи, Логосот Божи, Зборот Божи, смислодарителот, смислодавачот, оној преку кого и за кого е се создадено. Оној кој е совечен со Отецот, тој совечниот, Логосот, смислодарителот на се што постои, дојде во овој свет да повторно ни ја разоткрие смислата на нашето постоење. Во вистинска смисла на зборот. И затоа секој што ќе разбере таа вистина, таа смисла, тој се пронаоѓа себе си, својот живот и своето осмислување во овој свет и во вечноста. И што е најбитно, во таа вистина и во таа смисла се пронаоѓа себе си, но пронаоѓа и што не е вистинско во него. Ние осознаваме и што е темно во нас, што е зло, што е грев, што треба да се ослободиме за да бидеме вистински негови и во овој век и свет и во вечност. Сега малку затоа што знам дека содржината од Свето писмо е тешка за умот и затоа многумина избегнуваа да го чита Светото писмо. Знам, јасно е, без толкување не се разбира. И видите, јас многу често говорам, Светото писмо е свештена книга, не свештеничка книга, свештена книга. Значи, таа е од светиот, од Бог. И сега, кога самиот Бог вдахновува и пророците пишувале, значи, видите на кој степен вашиот ум, вашата личност треба да биде висока, чиста, богопосветена, богоподобена, за колку толку може да го разберете тоа. И видите, кога се чита Светото писмо, секој збор е битен. И сакав сега преку овие икони, малку да го одмориме умот, овака аудитивно, сега визуелно малку. Значи, на ова икона е засведочено раѓање на вечниот кој станал човек. И тој се раѓа во пештера. И се раѓа во Витлеем. Пророкот Михеј пророкува дека тој ќе биде роден во градот на пророкот и кралот Давид, затоа што по тело нашиот спасител е од Давидовото колено. Месијата треба да биде од Давидовото колено и затоа тој се раѓа во Витлеем, Бетлехем, во градот на кралот или царот пророк Давид. Потоа ја имаме ова фреска на Христовото крштевање.
Што ви говорев? Кога го толкував оној цитат од првата книга Мојсеева за предвечниот совет, за троединиот Бог, кога Христос, Јешуа, Исус, од страна на Јован Крстителот се крштеваше, беше потопуван во водите на реката Јордан, се откри повторно троединиот Бог. Синот Божи кој стана вистински човек и со своето тело беше под водите на реката Јордан, Светиот Дух во вид на гулаб, внимавајте, во вид на гулаб застанува над него, таму пророкот Исаја вика и беше наранен зарад нашиот мир. Ние сме го изгубиле мирот или спокојот или известноста од постоење во таа совршена состојба на постоење. Затоа што Бог не создал да живееме во известност, во мир, во спокој. И затоа нашата душа има потреба од мир, од известност, од спокој. И ние тој мир, таа известност, тој спокој сме го изгубиле во овој свет поради гревот и поради злото. Ние живееме во немир, живееме во неизвестност. Живееме во стрес, таму е стрес. Неизвестност плюс немир еднакво на стрес. И сега, зошто живееме во неизвестност? Затоа што живееме во незнаење, немаме смисла, немаме сигурност, еден куп компоненти во нашиот ум, во нашата душа, нашето срце, ние немаме мир. И сега, не случајно, Светиот Дух во вид на гулаб застана над Месијата, за да го засведочи дека тој е нашиот мир, тој е нашиот помирител. И тоа повторно не случајно гулаб. Ова сме го говорили порано на оние кои доаѓаат на воведниот курс. Кога се случува потопот, последна птица што ја праќа пророкот и патриарх Ное гулабот кој се враќа со маслинова гранка. Дека почнало веќе да растат растенија, веќе има суво и Господ му засведочува преку гулаб. И не е случајно гулаб. Видете, ништо не е случајно во Светото писмо. Ништо! И ве велам, колку повеќе навлегувате во содржината на Светото писмо, колку повеќе навлегувате во Божјото откровение, многу нешта во овој свет ќе ви станат јасни, а исто така и вие сами ќе си станете јасни сами на себе си. Видите, тоа е многу чуден момент. Сега, навистина, јас и вчера го говорев тоа, ние како црква, како новозаветен народ Божи сега во ова време во Македонија, многу малку работиме на овој план. Многу малку. И затоа нашиот народ не знае на вистински начин да ја практикува својата вера, нити ја познава својата вера, нити знае да распознае здраво од болна духовност како плод од таа вера и така натаму. А тоа доаѓа од непознавање на Божјото откровение. Непознавање од тоа што Бог ни го открил, а што е запишено во Светото писмо. Ако ги познаваме тие работи, ние ќе имаме ориентир. Ќе знаеме што е светлина, што е темнина, што е лага, што е вистина. Што е здрава духовност, што е богоподобен живот, а што е илузија, што е измислица, човечки приказки и така натаму и така натаму. Сега, значи на крштевањето на нашиот Спасител, повторно троединиот Бог. Логосот Божи, кој е во тело, е под водите на реката Јордан, од страна на Јован Крстителот, кој го потопува, тоа значи крштевање, потопување. Светиот Дух во вид на гулаб го засведочува нашиот мир, помирителот, и Отецот Небесен вели, ова е мојот возлюбен син, не го послушајте. Внимавајте, он не вика послушајте го овој или оној. Абе центарот на постоењето, вечниот, Творецот на себе вели, не го послушајте го. И сега внимавајте, и ние не го слушаме него, и си правиме приказки по свое, и немаме известност, немаме спокој, немаме смисла, немаме љубов, немаме светлина, па немаме. Просто, јасно и едноставно. И ова исто така многу интересен и битен настан. Од Христовиот живот, овој настан е засведочен најдиректно во Евангелието според Матеј, Христовото преображение, еден прекрасен празник, ние православните многу христијани многу го почитуваме овој празник во август месец тамо. Во рамките на Богородичниот пост, нели, пред успение, значи преображението Господово. Христос заедно со Петар, Јаков и Јован излегува на ридот Тавор и пред нив се преобразува. Пред нив ја открива својата божествена слава. Тој
рабинот од Галилеја, што они го гледале, слушале разни работи од него, апостол. Не им било на апостолите лесно, луѓе, да разберат кој е тој. Не им било лесно воопшто. Дури Христос кога ги прашува, добро, што мислат луѓето за мене? Кој сум јас? Еден од апостолите вика, еден вика дека си ти пророкот Језикел, другиот Исаија, третиот Илија. А добро, вели Христос, а што мислите вие? Кој сум јас? И апостол Петар вели, ти си Месијата, синот на живиот Бог. А Христос му вели, тоа не ти го кажа телото, туку мојот Отец небесен. Не може човек да го разбере ова. Разбирате, треба навистина порив, потик, сериозен, за прво да расчистиме кој е, што е и кој е Исус Христос. И не случајно ова предавање така го наслови. Нема христијанство, нема надеж во него, нема надеж во нашиот живот, додека ние не разбереме што е тој и кој е тој. Не може да разбереме. Ние ќе си тераме, без тоа да го разбереме, ќе си тераме религија како било друга религија. Ќе правиме разни ритуали, разни обреди, разни ово, и ќе мислиш дека обредот или ритуалот или нешто тамо ќе ти помогне. Тоа е магиски, пагански начин на разбирање на нештата. Па не ти помага, бре, ама Илијата или не знам тамо што. Ти помага вечниот. Ама ние не сакаме нему да му веруваме, туку сакаме да се веруваме сами на себе си и на својата представа за тоа кој може да биде наш критериум и така натаму. Сега на овој настан Христос се преобразува себе си, односно ја открива својата божествена слава, ме разбирате. Многу убаво, православната иконографија тоа најдобро го има ова изобразено. И повторно Отецот небесен го засведочува него и внимавајте кој застанува од едната и од другата страна негова. Па пророците кои го предскажувале, Мојсей и Илија. Особено Илија, Мојсей нели го предскажувал неговото доаѓање и го цитиравме оној текст од Мојсей, а пророкот Илија, како што викаат отците на црквата, затоа што пред второто Христово доаѓање, ако Јован Крстителот го подготвуваше првото доаѓање на Месијата, второто доаѓање на Месијата во Ерусалим ќе биде подготвувано од пророкот Илија. Но тоа е друга тема. Еве, тоа е тоа. Тоа е ова сведоштво. Тоа е ова сведоштво од Евангелието според Матеј. И сега гледате ли поврзаности? Сега ако малце подлабоко влеземе ова во содржината на Светото писмо. Јас имам таква една ментална, умствена вежба. Буквално содржината на Светото писмо гледајте како една река. Се започнува со првата книга Мојсеева, односно со почетокот на се што постои, и полека имате след на настани. Так. И како читате Светото писмо, ни целото Свето писмо одат след на настани, кои се поврзани со Месијата, со Старозаветниот народ Божи, но со целото човештво исто така. И тоа е Стариот завет, и се разбира Новиот завет, тие 27 книги на Новиот завет, след на настани, за времето на нашиот Спасител, по неговото време и до крајот на овој свет. Се ви е тука запишено, се е тука откриено. Разбирате, се. И кој знае да чита, и кој има смирение и љубов и доверба кон Бога, овие нешта ќе му се отворат и тогаш тој човек нема да биде како мува без глава, тоа често го користам. Нема да биде заскитан и загубен во овој свет. Тогаш ќе знае што прави и како личност, и како христијанин, и како сопружник, и како работник или како функционер и така натаму. Тогаш имаш компас, имаш духовен компас. Сега да видам ја колку е, да не ве замарам, пошто... Добро е, уште малку имаме. Сега внимавајте. Сега одиме на едно многу старо пророштво. Пророштво од патриархот Јаков. Или Израел. Оној што се бори со Бог. 2600 години пред Христос, внимавајте, тој на еден од своите синови Јуда, нели имал 12 синови, па 12 колена еврејски, 12 племиња и така натаму, на еден од своите синови он го говори ова, пророштво. Нема да се оземе жезлот од Јуда, односно нема да се оземе жезлот од овој народ кој доаѓа од мене. Односно, секогаш со овој народ ќе владеат луѓе од овој народ, сака да каже пророкот Јаков.
Жезлот е символ на власт. Вика, нема да се одземе жезлот од Јуда, ниту од бедрата негови, се дури не дојде миротворецот, кому ќе му се покоруваат сите народи. И внимавајте, кога доаѓа Исус, кога започнува Исус својата мисија, спасителна, во овој свет, оној кој раководи со еврејскиот народ не е евреј. Ирод е од друг народ. Ме разбирате? И доаѓа легитимниот наследник на Јаков, на Јуда, на Давид. Доаѓа Месијата. И затоа на крстот што пишува? Зали разбирате? Понтиј Пилат напишал: Исус од Назарет, цар рекс Јудеју. Цар на јудеите. Ти он е царот на јудеите, вика. Не таму Ирод некаков. Овој. И овие полуделе евреите. Како сега овој сега наш цар? И сега ако се прашуваат многу минут, зашто се тоа тако пишува? Зашто не напишале, пошто секогаш на крстовите кај што ги раснувале римјаните, тие што биле раснувани, ја пишувале нивната вина. Поради што бил раснат? И сега на крстот Христос на три јазика, на еврејски, грчки и елински, пишува Исус од Назарет, цар јудејски. Пилат им кажа. Понатаму, овој текст што е од Јован, ова 13:21, ова е стварно многу битен, но не можам цел да го толкувам, пошто ќе ни одземе многу време. И сега, што е, и сега кој е? Што е, зборувавме, кој е? Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Христос, Месијата, самиот говорејќи со Никодим, најдиректно му говори зошто дошол во овој свет. Зашто Бог, небесниот татко, тој што е центарот на постоењето, толку го возлюби во овој свет, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Ова е многу битно. Та секој што верува, секој што има доверба во смисло дарителот, во светлината, да не загине, да не се загине, да не се изгуби во секаква смисла на зборот. Како сакате толкувате? И просторна, и духовна, и душевна, и интелектуална, екзистенцијална, како сакате. Во секаква смисла на зборот. Човек кој ќе го пронајде Исус, односно кога ќе дозволиме тој нас да не повика и да го одговориме на неговиот повик, тогаш човек се наоѓа себе си. Изгубен беше и се најде, мртов беше и оживе, за блудниот син говори Христос. И понатаму, зашто Бог не го испрати својот син во светот да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Христос вика за целиот свет, не за еврејскиот народ. За целиот свет, за целото човештво, од Адам и Ева до последниот роден од мајка, за секоја бубачка, за секој црвче, за секоја тревка, цвече, се да биде спасено. Што мислите дека Христос дошол само за нас луѓето? Целиот свет тажи и болува поради отпаднатата состојба. Гледате, овој свет тежи, се е тешко во овој свет. Секој дневно ние гледаме како тешко оди, многу зло, многу негативна енергија. Се, како што пишува пророкот апостолот Павле, како да кажам на еден начин, се го очекува повторното раѓање на синовите Божји. По тоа он го подразбира второто Христово доаѓање и нашето воскресение и преобразбата на овој свет. Кога овој свет ќе биде ослободен од злото, ослободен од гревот, ослободен од сатанските енергии и дејства. Целиот свет копне за тоа. Многу идеологии, многу цареви, кралеви, политичари, не знам таму, сакаат да направат нешто добро за овој свет. Разни идеологии има денеска, пропаганди. Секој нуди дека нивниот начин е излез, решение за многу проблеми. И наместо да донесат решение, они уште повеќе го усложнуваат овој свет.
Затоа што овој свет само еден спасител има. Само еден осмислител, само еден смислодарител, само една светлина. Еден помирител. И потоа Христос вика за оние што нема да го прифатат, зошто ќе бидат судени. А овој суд е затоа што светлината дојде на светот, а луѓето повеќе засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Еве, гледаме многумина денеска. И оние што се во црква, кои се нарекуваат христијани, па дури и свештеници, или не знам тамо што, и оние што се надвор од црква, многумина не ја сакат светлината, многумина не го сакат Христос, вистинскиот Христос, вистинскиот спасител. Знаете зошто? Па Христос убаво кажа. Затоа што луѓето повеќе ја засакаат темнината, отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Па човек со зли дела, човек со пакосни дела, човек со гордолюбиви дела, со деструктивни дела, па тој не ја сака светлината, тој не го сака Исус. Тој бега од него. А вели Христос, оној што твори вистина, оди кон светлината да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Видете кој критериум Христос. Тие дела се по Бога, по Божи критериум, затоа што Бог е критериум за добро. Денеска ни се наметнува релативна етика. Викаат, може да биде добро и ова, зависи. Како ме зависи? Како ни одговара? Не може тоа, како ни одговара? Се знае што е добро, што е зло. Ама тоа се знае и јасно им е на оние луѓе што знаат кој е изворот на доброто и кој е добриот, суштиот, кој е љубов во полнота. Тој што не го познава Бог, нашиот небесен Отец и испратениот од него Спасител Исус Христос во силата на Светиот Дух, што ќе му збори за добро? За него добро е тоа што му одговара, тоа што не му одговара не е добро. Сега. Ние го знаеме како Исус, но неговото име, односно тоа име што му било кажано на Јосиф, неговото име Исус или Јешуа, буквално преведено на македонски на тие што не знаат, значи Јахве, вечниот е спасител. И потоа кажува пророкот Исаија дека и девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му даде име Имануел, што значи Бог е со нас. Ме разбирате? Видете, се. И самото име на нашиот спасител значи спасител. Спасува, тоа значи Јешуа, значи Јахве, кој е вечниот е спасител. Грчката, ние всушност ја користиме грчката транскрипција. Иисус, значи кога се преведувал од арамејски на елински името Христово, односно името на нашиот спасител, Јешуа на грчки е Исус, а ние, затоа што нашите свети книги новозаветни се преведени од грчки на старословенски, а потоа и на македонски, така натаму ние го имаме таа транскрипција, Исус. И потоа Христос, сигурно разбравте до сега, не е презиме, туку е титула. Многумина од нашите неинформирани христијани мислат дека Христос е презиме на нашиот спасител. Јас многу често го кажам ова во шега. Еден мој брат за време на воведниот курс, така имавме на тема, и он вика, отец Ивица, како се ова Исус Христос? Некако многу грчко ми звучи. Да го ставиме ни Исус Христовски. Да го помакедончиме. Беше многу сериозен. Успеа многу да ме насмее така. Една ведрина да внесе, викам, не бе, брате, викам. Тоа Христос доаѓа од еврејскиот Мешија или Месија, значи спасител. Значи всушност Исус е Христос. Исус е спасителот. Исус е Месијата. Тоа значи Исус Христос. И потоа Месија значи спасител, тој што спасува, тој што ослободува, тој што може да те спаси, што има власт да те спаси, тој што има власт да те ослободи, тој што има власт, овластување и вистински авторитет да биде наш учител. И затоа Христос вели, многумина кога го читат тој дел во Евангелието според Матеј, велат, како тоа Христос вели, немојте да имате други учители освен мене. Па сега разбирате ли зошто го кажува тоа? Па кој е тој? Што е тој за да може да каже такво нешто?
дека е наш единствен учител. Ние кога ќе разбереме што е тој, кога ќе разбереме што е тој и кој е тој, ние разбираме зошто тој треба да биде наш единствен учител. И нема други учители освен него. И секој што ќе ви зборува нешто спротивно на тоа што он ви го говорил, нема проблеми, зборувај си ти, но јас нема да те слушам. Исто така, Христос и нашиот пат, ево е многу битен момент. Значи, да се живее со Христос, тоа значи да се прифати тој процес да бидеш негов ученик. Тоа го говоревме вчера. Говоревме дека да бидеш православен христијанин, тоа не значи некаква интуитивна, нејасна, магловитна религија со разни обреди што не ги разбереш, нешто правиш по свое. Не, тоа нема врска со христијанство. И затоа многу луѓе во православната црква кои на ваков начин го разбират така нареченото христијанство, тие се збунети. Некако не им оди со верата, вика, јас почнав да верувам, оче, ова правам, она, не ми оди со верата. Викам, таа вера што ти си ја прифатил не е на вистински начин прифатена. Погрешно си ја прифатил. Погрешно си ги толкуваш работите и ги разбираш. На погрешен начин си се усмеруваш. За да бидеш христијанин, тоа значи да бидеш Христов ученик, затоа што тој е наш учител. И внимавајте, тогаш започнуваш да чекориш по неговиот пат. Односно, започнуваш да чекориш во тој процес на овистинување, процес на очистување, процес на зреење, процес на исполнување со светлина, процес на осветлување, просветлување, спасение, ме разбирате, тој процес од ден во ден, од час во час, од година во година, тој е процес подготовка за вечен живот, за вечност. Тоа е целта на тој процес. И на крај, само ако Исус го разбереме како наш единствен Месија, како наш единствен Спасител, како наш единствен учител, пат или процес, тој може да биде наша надеж. Само тогаш. До тогаш многумина, еве и кога ја насловивме ова пета поред седмица на Светото писмо, Исус Христос, нашата единствена надеж, многумина викаат, ми праќаат лични пораки на Фейсбук или како сега само он наша надеж. Како само на него да се надеваме? Па може да се надеваме и на овој, на оној. Ја велам, да, сега, во овој свет зависи за што се надеваш. Него круцијалната, крунската надеж, за смислата на нашето постоење, за овистинувањето на нашето постоење, за надежта дека имаме смисла во нашето постоење, единствена надеж ни е тој. Друг не. Но не може да се дојде до ова сознание додека не разбереме кој е и што е тој. Не може да разбереме. Уште ова и ќе завршиме. А Исус извика и рече, кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. Кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме пратил. Внимавајте, Отецот и Синот и Светиот Дух се едно. Една божествена природа, едно совршенство, една волја, една љубов, една надеж за сите нас, но три личности. И тој што го разбрал Синот и има доверба во Синот и духовно, благодатно преку Светиот Дух се поврза со Синот, тој преку Синот има пристап до Отецот наш небесен. И не случајно Христос вели вака: се што ќе побарате од Отецот небесен во моје име, тој ќе ви даде. Имавајте, Христос така не учи да се молиме. А денеска многумина од нашите верници, и јас на воведниот курс тие што доаѓаат, баш викам ај сега да се помолиш, не знаат да се молат. Видете, во православната црква има една пракса, тоа е окей, добра е, благословена, молитвеник. Значи, додека влезеш во тајната на молитвата, да го исполниш со молитва умот, да го научиш на молитва, да го навикнеш на молитва. Но, браќа и сестри, таа молитва, што ја читаме од молитвеникот, треба да не научи ние сами да стекнуваме молитва. Таа молитва да тече од нас, да биде жива. И на крај, кога ќе разбереме што е тој и кој е тој, тогаш ова крајно ни станува јасно. Јас сум патот, вистината и животот. Внимавајте, кој може да каже нешто вакво? Кој може да каже нешто вакво, ако не е Бог кој стана човек? Ако не е со вечниот Логос Божи, за кој сведочеа пророците од Стариот Завет, со илјадници години, кој стана човек.
И се што кажа, внимавајте, се што кажа пророците, се што кажа Христос се исполни. Се. Христос им вика на апостолите, 10 дена од денеска, нели, на неговото вознесение, тој се вознесува, се враќа кај својот небесен Отец, тој им ветува за Светиот Дух. 10 дена од денеска, чекајте во Ерусалим да се исполните со силата од небесата. И после 10 дена на 50-ница се симнува Светиот Дух и апостолите се исполнуваат со силата на Светиот Дух. Христос им вели на апостолите дека треба да умре и да воскресне. Видете се. Може ли некој да каже, јас ќе да ме одведат мене на стрелање, може после да кажам дека за третиот ден ќе воскресна. Се смееш нешто. Видете? Кој е таа моќ? Сега, ова ни треба, браќи и сестри. Ова, искрено ви кажам, како ваш брат во Христа, како презвитер на Црквата Христова, во ова и вакво време, кога навистина многу е матно, неизвестно, време исполнено со разни пропаганди, изми, измислици, идеологии, од сите страни не мачкаат. И ако ние како црква не засведочиме која е нашата вистинска надеж, духовната битка сме изгубиле. Не како црква, ама на личностен план, да. Јас знам многу христијани кои нема изградена здрава вера, доверба во Исус како Месија, кои во еден момент почна да прават компромис со разни идеологии, почна нивната вера да се губи. Или нивната вера стана многу религиозна или квази мистична, ама бесплодна. И се оди во прелес се забегува. Не може. Значи, нешто мора да научиме. Ако сакаме, особено во првата фаза на нашиот духовен живот, да испливаме од гревот, да испливаме од незнаењето духовно, да испливаме од безсмисленоста, мора послушание, браќи и сестри. Сериозно послушание. Тој исто како страшно болен човек, кој е пред смрт, зборам за биолошка смрт. И докторот ти вика, слушај, денеска не смеш ова и ова. И готово, нема тука филозофија. И ти викаш, како не? Можам, можеш. Ќе умреш. Затоа и нас, кога, особено во првата фаза на духовниот живот, кога Христос не вика, ова морате, за да испливате од злото, за да испливате од безсмисленоста, од темнината, мораш малце да излез, да одиш понагоре, да созрееш малце повеќе, да се извишиш малце. Ама, видите, ракетата за да избие од планетата Земја и гравитацијата, значи колку енергија треба. Лесно е после тоа во космичкиот простор. Вие гледате кога се лансира ракета. Прво еден дел паѓа, па втор дел, колку енергија треба да излезете надвор од гравитацијата. Исто така ни треба огромна енергија да излеземе надвор од гравитацијата на гревот, од гравитацијата на незнаењето, од гравитацијата на простотијата, од гравитацијата на религиозноста. Христос уопште нас не повикува да бидеме религиозни луѓе. Многумина се чудат кога говорам ова. Има еден убав графит. Религијата не спасува, Исус спасува. А многумина денеска од христијаните сака да си прават религија. Сакат де ваков обред, де вака си ја мислам, де ова ќе си го направам, вака, де она ќе си го направам, човечки предани, приказки си прават и после тоа тонат во духовниот живот. Наместо да одат нагоре, ти одат надолу и се чудат, не им оди во живот. Ја мислам дека е јасно зошто е тоа. Зошто не ни оди и на личен план, и на семеен план, и на општествен план, и на црквен план, и на сите планови. Затоа што многу е битно, особено во првата фаза на духовниот живот, на вистина да имаме сериозна, силна доверба во тоа кој е и што е нашиот Спасител.